променети име и презиме на веќе постоечки туѓ сертификат, или пак користење потврда за вакцинација или за прележан COVID-19 од родител, брат, сестра или пријател. Тоа е најчестата форма за користење така наречени лажни сертификати за извршена имунизација што ја практикуваат некои од македонските граѓани. Обично она што го имаме од пракса е дека се работи за сертификат од близок роднина, родител, брат. Од Државниот пазарен инспекторат, кои се задолжени за проверките, велат дека при речиси секој излегување на терен, кога им асистира полицијата, се откриваат по 1 до 2 лица со туѓи сертификати кај себе. Сертификатот може би е веродостоен по однос на тоа дека на лицето кој што е даден и има лицето примено вакцина, меѓутоа не е сертификатот на тоа лице што го прикажало. Појавата на лажни сертификати е најчеста во кафулињата и рестораните, каде е забранет влез за лица што немаат доказ за имунизација. И во случај на контрола од страна на МВР, како што се случуваше изминатиот период, да се испостави и установи дека дел од гостите и покрај тоа што на влезот покажале сертификат, се испоставува дека при контролата кажале дека не располагаат со сертификат, што индиректно го изложиле и угостителот дека овозможил влез на несоодветни лица, односно гости во угостителскиот објект. Угостителите немаат право да ја проверуваат веродостојноста на прикажаните сертификати. Тоа, како што укажува председателот на Независната угостителска комора, ги изложува на високи казни. И казната не само што ја добиваат гостите, ја добива и угостителскиот објект, што не е фер во ситуацијава, бидејќи угостителот не знае со каков тип на сертификат располага гостинот, колку е тој веродостоен или не, бидејќи не постои механизам и начин на контрола на тој сертификат при влез во угостителски објекти. Единствено право на увид во личните податоци на граѓаните има полицијата. Припадници на МВР вршат проверки, но само како асистенција на пазарните инспектори. Така, до 17 јануари годинава, во различни угостителски објекти биле откриени 8 со фалсификувани сертификати и 11 без таа потврда. Додека пак, според податоците на пазарниот инспекторат, во период од 6 месеци, затворени се 24 гостителски објекти поради присуството на гости без сертификати и поради кршење на протоколите за заштита. При тоа биле затекнати 45 лица без соодветниот доказ за имунизација. Значи, изигрувањето на законот не е заради нас или заради тоа што ние ќе пишеме казни, почитувањето, односно е пред се заради да се заштитиме себе си и останатите околу нас. Казните за лицата затекнати без сертификат се 250 евра. За гостителските објекти пак се движат од 2500 евра до 30.000 евра, плюс 1500 евра за одговорното лице. Користењето туѓ или фалсификуван сертификат се смета за кривично дело. Казната, покрај парична, може да биде и затвор до 3 години. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.